Во организација на Францускиот институт во Скопје, денеска беше организиран семинар на тема главните градови соочени со проблемите поврзани со животната средина. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули пред присутните информираа за мерките кои досега се направени со цел намалување на загаденоста на воздухот, како и за плановите и стратегиите за следниот период, кои ќе придонесат да живееме во почист град. Според Шилигов, градот Скопје изминативе 12 месеци посветено работел на подобрување на животната средина во најголем дел на намалување на аерозагадувањето, како и на загадувањето на водите, почвата, но и бучавата. Ги повика и невладините организации, бизнес заедницата и сите останати граѓани да дадат придонес во оваа борба која според него нема да биде лесна. Секој пристап кој што бара или наводно нуди можност за дневно решавање на овој проблем е гарантиран начин дека овој проблем ма се реши. Бидејќи не зборуваме за проблем кој што се создал дневно, туку зборуваме за една повеќе децениска негрижа која што не можете да ја решите на дневна основа и мора да поставите за тоа што станува период за долгогодишна, долгодецениска негрижа, не може да поставите систем поинаков за решавање на овој проблем, освен систем кој што во себе ќе ги таргетира корените, односно систем кој што ќе гарантира на среден и на долг рок дека животната средина во Скопје ќе ја подобри. Поднесовме апликација за кандидатура која што официјално Европската комисија ја прифати за престижното признание Европска зелена престолнина 2021. Ова во дневно политичка смисла. Сум свесен дека станувам таргет можеби и на подсмех. Меѓутоа, морате да ја поставите целта овде, за да стаснете до овде. Ако поставите овде како старт, не сте завршили работа. Шилигов исто така додаде дека од 39 мерки потпишани со граѓанските организации во текот на предизборната кампања, изминатата година остварени се 17, започнати 12, додека 5 не се во надлежност на градот. Оваа есен ја продолживме акцијата за зеленување на градот. Предвидено е, сега е сезона на садење, да се засадат 3.500 висококвалитетни повеќе годишни листопадни садници. Овој пат во фокусот е обновување на порано постоечки дрвореди, меѓутоа и подигање на нови дрвореди, особено во делот на Битпазар и Ѓорче Петров. Изминатиот период уредувавме нови паркови и скверови. Постепено се исполнува она што е ветувано пред граѓаните пред една година, дека во својот мандат ќе го вратам загубеното зеленило во градот. Во овој момент, во малиот ринг во градот Скопје, градот работи на два проекта. Зелениот кров на градскиот трговски центар и новиот парк позади Македонската филхармонија. Градот Скопје иницираше заедно со Министерството за внатрешни работи измена на законот при што кај техничкиот преглед на возилата секое возило може еколошки да се нотира и да добие налепница, за да може потоа административно да ги исклучуваме од сообраќај оние возила кои што придонесуваат за загадување во воздухот. Ова е една од 39 мерки кои што јас како градоначалник ги прифатив пред почетокот на кампањата, а беа широко прифатени од невладиниот сектор. Само за потсетување, неконтролираниот влез на возила придонесе повеќе од 90.000 возила во текот на 7 години со нестандардни Евро 1 и Евро 2 дизел мотори да бидат увезени во Македонија и во Скопје. Сега го плаќаме данокот на ефтиниот популизам на поранешните политики. Грејењето среднорочно ќе го решиме со гасификацијата во рамки на ингеренции кои што јас ги имам како градоначалник на Скопје. За ваша информација, повеќе од 60.000 домакинства во Скопје. Некои податоци велат дека дури и 73.000 се домакинства кои што проблемот за затоплувањето го решаваат индивидуално и се надвор од организиран систем на затоплување на домови. Најчесто со цврстите горива. Цврстите горива се најголемиот контрибут, односно предизвикувач на аерозагадувањето во текот на зимскиот период. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули истакна дека работите во животната средина не се решаваат со популизам, туку врз база на научни созданија и факти, а планот на владата за справување со аерозагадувањето е прв реален и кредибилен документ кој носи решенија.
Работите во животната средина не се решаваат со популизам, туку се решаваат врз база на научни сознания и факти. И она што се прави во овој момент и го има тој принцип и тој пристап. Науката, фактите, аргументите. Нема да најдете пример во светот, како кај нас, например, во едно од ново барокните згради кои што се во Скопје, под зградата поминува централната топлотна мрежа, ама зградата да не ја поврзите. И државата да мора да плаќа 30% повеќе за затоплување за време на зимската сезона, затоа што некој решил или мислел дека барокот кој е измислен не е поврзан на парно. Обеем частичките. Затоплувањето учествува со најголем процент. 90% од грејењето на дрва, ама не се класични дрва за жал кај нас, се купуваат влажни за да тежат повеќе, усвари некој ги продава влажни за да тежат повеќе и за да е зголемат калоричната моќ, многу граѓани додаваат и пластика или искористено моторно масло. Граѓаните не сакаат да загадуваат, затоа ние мораме да им понудиме алтернатива. Пред присутните се обрати и францускиот амбасадор Кристиан Тимоние, кој рече дека во справувањето со проблемот на загадувањето и заштитата на животната средина постои една итност, бидејќи се работи за нашата безбедност и здравјето на граѓаните. Тој потсети дека Франција го донесе својот закон за мобилност во услови кои се доста комплексни, но кои сведочат за одлучноста на претседателот Макрон и на француските власти да ја спроведат енергетската транзиција. Имено законот е усвоен во 2018 година, а целта е намалување за 30% на посилните горива до 2030 година, во споредба со 2012. Законот предвидува и создавање зони на слаба емисија во градовите поголеми од 100.000 жители, што е во согласност и со препораките од Парискиот климатски договор, кој ги преминува националните граници и не засега сите, рече Тимоние.